почитувани наставници. Во ова видео ќе стане збор за оценување со националната платформа за учење на далечина, односно подесување, и ова е второто видео. Овде ќе имате можност да научите и да погледнете како треба да го подесеме нашиот предмет за тој автоматски да ни сведува оцена. И тоа, можеме да подесеме писмена оцена, можеме да подесеме усна оцена, и двете тие можности да се спроведуваат автоматски преку платформата за учење на далечина, или можеме исто така и мануелно да доделуваме оцени на нашите ученици по предмета. Да видиме како е тоа. Земеме во предвид дека наставникот веќе поставил одредени активности и ресурси во својот предмет, и од овој приказ гледаме дека активноста број 1 и активноста број 3 се фактички страници кои што не се оценуваат. Активностите број 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 и 14 се активности квиз, кои што автоматски се оценуваат, и активностите број 9, 10 и 11 се активности кои што се домашна или училишна задача, активности, и тие мануелно треба да се оценат. Исто така, наставникот има спроведено и еден контролен тест за претходно изученото. Ако погледнеме од аспект на некој ученик, тука би сакал да наведам дека ќе ги користам податоците за ученичката Теодора Христовска со писмена дозвола од родител, како податоците од нејзините лични податоци, така и оцените за по нејзиниот предмет. Ја избирам ученичката Теодора Христовска и го избирам десно во извештај преглед на оцени. Откако ќе избереме преглед на оцени, го избираме уште еднаш предметот кој го предаваме, и тука може да погледнеме што платформата, националната платформа за учење на далечина автоматски прави со овие активности, кои што се оценуваат. Гледаме дека на прво место се ставени активностите квиз, на второ место платформата автоматски ги поставува активностите домашна или училишна задача, и на последно место е поставен контролниот тест. И гледаме дека платформата автоматски прави сумативно автоматско оценување за сите овие активности. Доколку сакаме платформата да ни прави автоматско сумативно оценување, например, за третото тромесечие, врз база на овие сите активности кои што се сработени, без контролниот тест, потребно е да направиме мал број на подесувања. Како ќе го направиме тоа? Се враќаме во нашиот предмет, избираме на зупчаникот и избираме поставување на дневник со оцени. Во овој дел платформата дава многу можности. И тоа, преглед, поставување на активностите, критериуми, букви, увоз, извоз и така натаму. Да одиме чекор по чекор. На прво место потребно е да избереме во табот букви. Табот букви се вика затоа што во овој таб во стандардната верзија, кога за прв пат ќе ја погледнете, изгледа вака. Оцените се направени врз база на проценти и наместо оцени имаме букви. Потребно е ние, според нашиот стандард на оценување, да направиме мало уредување и овие оцени со букви да ги промениме во оцени кои што се користат во нашиот систем за оценување. Значи ги бришиме сите овие полиња и ја внесуваме нашата скала за оценување. Например, во првото поле ставаме одличен 5 до 85%. Во второто поле ставаме многу добар 4 до, например, 70%. Во третото поле ставаме добар 3
до 55%, понатаму доволен 2, до 40% и до 0% недоволен единица. Ги зачуваме промените и веднаш потоа ја гледаме нашата скала. Откако ќе го направиме ова, да видиме како изгледа овој преглед од аспект на ученик. Ја рефрешираме страницата и гледаме дека оцените со букви веднаш преминаа во описно оценување, односно во нашиот систем, нашата скала на оценување, што претходно сме ја поставили. Но овој начин на оценување ни дава просек на целиот предмет на сите активности кои што ние сме ги поставили. Доколку сакаме ученикот да добие, например, оценување на предметите, на овие активности кои што ученикот ги спроведувал на час, на активноста од број 1 до број 14, односно сите овие активности кои што ги спроведувал ученикот на час, може со сите овие 14 активности да направиме автоматско сведување на оцена за прво тромесечие. Како ќе го направиме тоа? Повторно одиме во делот подесување, но сега го избираме делот поглед. Еве и нашите активности. Избираме поставување и во овој дел можеме да направиме категорија, долу избираме додади категорија, например за оцена за тромесечие. Нема потреба да променуваме никакви вредности, ги зачуваме промените. И сега потребно е на платформата да им кажеме кои од овие активности сакаме да се вреднуваат во оцена за тромесечие. Ги избираме десно сите активности, но го исклучуваме секако дека тестот, контролниот тест. И избираме десно дека сите овие активности сакаме да бидат во категоријата оцена за тромесечие. Платформата автоматски ги рекалкулира и гледаме дека оцена за тромесечие и надолу се поставени веќе сите активности. Доколку сакаме исто така тежината на оваа оцена да ја промениме, стандардно таа ќе изгледа вака, како овој приказ сега. Значи автоматски ги поделува сите овие 14 активности и, например, ние како наставник сакаме овие 3 активности, домашна и училишна задача, да ставиме вредност 20 секаде, односно тие да изнесуваат 60% од сите други активности. Ги зачуваме промените и платформата автоматски го прави тоа. Гледате сега, активностите се со вредност 4,444, додека пак домашните и училишните задачи, кои што сметаме дека имаат поголема вредност и веродостојност за оценување, имаат вредност 20. Ги зачуваме промените и сакаме сега да погледнеме како тоа изгледа од аспект на ученичката Теодора Христовска. Рефрешираме и овде гледаме дека ученичката врз база на сите овие активности кои што ги сработувала на час или за домашна работа, добива просек од 81,35%, односно многу добар 4. Оцена многу добар 4. Платформата ова оценување го прави комплетно автоматски. Доколку сакаме за истата оцена за тромесечие, доколку има потреба ученикот да има исто така и писмена оцена, можеме да направиме уште една категорија. Одиме повторно во поставување на дневник со оцени, во табот поставување и во најдолниот дел додаваме нова категорија. Новата категорија нека се вика писмена оцена. Зачуваме промени. И сега во оваа категорија за писмена оцена сакаме да го ставиме контролниот тест од лекција 46. Го избираме тестот и овој вид на активност го преместуваме во делот во категоријата за писмена оцена.
Платформата автоматски тоа го прави и сега гледаме дека имаме две категории. Односно, оцена за тромесечие, во кој што влегуваат сите наши активности и домашна задача, и писмената оцена, и во овој дел влегува само тестот. Ги зачуваме промените и откако ќе го направиме тоа, да погледнеме како тоа ќе изгледа сега од аспект на ученичката Теодора Христовска. Направивме рефреш и гледаме сега. Оцена за тромесечие, вредностите останаа исти како и претходно, но имаме и оцена за писмена оцена, секако за прво тромесечие, од тестот од кој што го спроведила ученичката. На овој начин имаме комплетно оценување автоматски сведено од платформата. На база на оцена за тромесечие, например за устна оцена, и исто така и писмена оцена доколку има потреба од сето тоа. Платформата исто така нуди и трет начин на оценување, а тоа е мануелниот начин за оценување. Како се прави тоа? Во делот, во предметот, го вклучуваме уредувањето на текстот и можеме да додадеме активност, еве например тука, ќе напишам сега мануелно оценување. Во делот мануелно оценување можеме да додадеме активност домашна задача. И со помош на домашната задача, и тука избираме устна оцена, со помош на домашната задача и никакво друго подесување надолу, можеме само да достапноста да ја исклучиме. И секако, поените до максимум оцена 5, не подесуваме ништо друго дополнително, зачуваме и се враќаме назад на предметот. И преку оваа активност ние мануелно можеме да ги оцениме сите ученици. Избираме устна оцена, избираме активноста и еве како таа изгледа. Избираме на оцена и ќе ја побараме повторно истата ученичка Теодора Христовска, и на ученичката Теодора Христовска ќе иставиме оцена за устна оцена, мануелна устна оцена 4. Нема потреба други податоци, само зачувуваме. И на овој начин на ученичката сме иставиле мануелна устна оцена, а тоа можеме да го направиме секако и со сите други ученици. Да погледнеме сега како тоа ќе изгледа од аспект на ученик. Во најдолниот дел, устна оцена, еве нашата мануелна оцена што ја ставивме за ученикот. Исто така и тука можеме да направиме нова категорија за устна оцена, меѓутоа тоа нека биде избор на секој наставник кој од овие начини на оценување сака да ги користи. Во претходното видео стана збор за тоа како се оценува домашна, мануелно домашна или училишна задача. Во ова видео сакам уште да ви прикажам како изгледа и преглед на една активност, односно како активноста квиз автоматски ги оценува сите ученици и какви се прикази таа ни прикажува. Ја избирам, например, активноста број 8, во овој случај, еве, за ученичката Теодора Христовска. И го погледнуваме нејзиниот квиз, тој е 100% точен, се што е точно е штиклирано, тоа што е грешно, ќе биде прецртано и во долниот дел платформата автоматски ни го кажува точниот одговор. Да погледнеме како изгледа еден детален извештај од направен квиз за еден клас, например. Се враќаме назад во нашиот предмет. Ја избираме повторно активноста број 8 и гледаме тука дека од 31 ученик, 23 ученици го направиле веќе овој квиз. Кликаме на обиди 23 и на овој начин наставникот има еден комплетен преглед за сите ученици што го направиле овој квиз, односно оваа вежба, оваа активност со комплетно нивните оцени и на крајот имаме една целосна статистика. Да видиме како изгледа тоа автоматски коригирање и оценување на платформата. Еве, например, ќе го отвориме овој тест со
оцена многу добар 4. Ученикот има 19 од 27 поени, односно 70% точни одговори. Тестот го правил, односно квизот го правил 13 минути 14 секунди. И гледаме дека одговорите, првите два одговори му се на ученикот грешни, третиот одговор е точен и така натаму. Значи гледате каде има и грешни одговори и долу самата платформа му ги кажува точните одговори. Се што е штитлирано со зелено е точно, додека пак се што е маркирано со црвено или не е решено како тука во случајот, платформата автоматски го зема за погрешно. А во ова видео дополнително ще сакам да ви прикажам кои други опции и можности нуди делот оценување, односно поставување на дневник со оцени. Уште еднаш преглед на нашите активности, ова гледате бланко е, тука немаме оцени, значи како ние се поставени нашите активности. Понатаму извештај за оцени во поддел, одделно за сите ученици и за сите активности, и во најдесниот дел тука се прикажува исто така и вкупна оцена. Еве да погледнеме, вкупна за предметот. И овде секако оцена за тромесечие, писмена оцена, тоа што го подесивме, и вкупната оцена за предметот. Понатаму претходни оцени, доколку има промена на оцените кај одредени ученици, извештај за резултатите, краток извештај. Овде можеме да погледнеме краток извештај за сите наши предмети, поединечен преглед, тука можеме да одбереме одредена активност, еве, например, активност број 7, и можеме да одбериме некој ученик, и еве ги комплетните оцени на ученикот. Понатаму, извештај за корисник. Повторно може да избереме само еден корисник и да ги погледнеме сите оцени на тој корисник, односно ученик. Во поставување, најбитни ни се табовите. Првиот таб, поставување на дневник со оцени, каде што ја подесуваме тежината на оцената, максималната оцена, и можеме да уредуваме и да избираме тоа што сакаме. Поставување на оцени по предметот. Тука имаме дополнителни опции за подесување, кои што секој наставник може да ги подеси онака како што сака. Например, ова е претежно наменето за квиз, дали ќе се земе првиот, последниот обид или стандардно. Понатаму, дали сака да ги прикажува сите овие ставки, например ранг, процент, оцени, повратна информација, тежина, просек и така натаму, или не. Наставникот тоа си го бира мануелно како сака. Понатаму, критериуми. Ова опција се уште не е функционална на нашата платформа. Тука се поставуваат критериумите за оценување. Тука се буквите, односно скалата за оценување. И овде можеме комплетно да увеземе или да извеземе оцени по одредени категории, по одредени активности, за одреден клас и така натаму, и да ги зачуваме, например, во табела Excel и така натаму. Платформата нуди голем број на можности. Вие како наставници добро е да ги разгледате сите овие можности и сите овие подесувања и да си сами да си одберете кој начин и како и што сакате да им прикажувате на своите ученици и како ќе го спроведувате начинот на оценување по вашиот предмет. Ви благодарам на вашето внимание.